Почитувани, вчера поречиси 10 дена обиди да го забошоти случајот, насилникот Саша Димич си поднесе оставка од функцијата директор на јавното предпријатие ЈСП Турс. Сакаме да подсетиме дека власта направи обид и овој настан во кој функционер на ВМРО ДПМН крвнички претепа вработена девојка, целосно да го забошоти, на сличен начин како што се обиде да го забошоти и убиството на Мартин Нешковски пред повеќе од една година. Иако насилникот Димич си поднесе оставка, останува фактот што институциите задолжени да го штитат и спроведуваат редот и безбедноста и понатаму се целосно ставени во функција на раздвојување на овој случај. Нема официјални информации за истрага, кривични пријави, ниту за изречени мерки за обезбедување за да го спречат Димич да го повтори делото. Општ е впечатокот дека полицијата и обвинителството се однесуваат незаинтересирано како да се работи за ситен прекршок, а не за крвничко претепување на девојка. Дополнително, владеачката партија не смогна сили да се огради и јавно да ги осуди постапките на овој насилник, кој патем речено е висок партиски повереник, на кого ВМРО ДПМН му обезбеди 6-месечно раководење со општината Карпош како веде градоначалник. Почитувани граѓани, ова не е исклучок, туку начин на владење на ВМРО ДПМН. Сакаме да подсетиме дека пред повеќе од 6 месеци градоначалникот на Старо Нагоричане Миодраг Јовановиќ со своето возило прегази човек, кукавички избега од местото на настанот, што е кривично дело само по себе и најстрашно, поради ваквите негови дејанија, човекот кој беше прегазен подосна почина. Господинот Јовановиќ и по 6 месеци се уште ја извршува функцијата градоначалник во Старо Нагоричане. Не беше лишен од слобода, не му се одреди мерка притвор, а неговиот случај е заглавен меѓу полицијата, обвинителството и судот, кои си ја префрлаат одговорноста еден на друг, секако во обид целиот случај да го одоговлечат и забошотат. Со други зборови, тоа е стил на однесување на кадрите на ВМРО ДПМН. За нив не важи ништо. Селективна примена на правото и недостижноста на правдата за луѓето на власта е основната забелешка која постојано се повторува во сите скоро релевантни извештаи, почнувајќи од Amnesty International па се до Американскиот State Department. Токму ваквите случаеви, кога правдата е недостижна за луѓето од власта, се основа за да се констатира дека во Македонија нема владење на правото, туку на партиската волја. Ја повикуваме власта, не само заради принципиелноста на владењето на правото, туку и заради пораката која се испраќа до сите загрозени жени, девојки и воопшто кон сите вработени, кои се наоѓаат во ситуација да трпат насилно и недолично однесување на своите раководители, да не се обидуваат да го забошотат овој случај, туку експедитивно да го изведат господинот Димич пред лицето на правдата и низ транспарентна постапка да обезбедат правдата да стигне и до него. Ви благодарам.